А сега мислам дека веќе Ивана си ја имаме на линк. Ивана, добро утро. Ивана и незината соговорничка ќе ни помогнат како полесно да го организираме домот. Ивана, уште еднаш добро ти утро до тебе, добро утро до твојата соговорничка и повелете. Добро утро Искра до тебе, добро утро и до сите наши гледачи кои што ова утро го започнуваат со нашата утринска програма и навистина во следниве неколку минути ќе имаме многу корисни, интересни совети за тоа како полесно да го организираме домот. Некако ни доаѓа пролета, па сите сакаме нешто да промениме во домот или пак тогаш се впуштаме нели во реновирање, па што треба да направиме, како да се организираме пред реновирањето, како после реновирањето. Затоа ова утро ќе дознаеме совети од стручното лице Сања Петровска-Бојковска, која што си го работи тоа како нели слободно, но и она е дел од Кансу редување. Сања, ќе ти посакам добро и убаво утро. Споменав дека некако ни доаѓа пролета, ни доаѓа периодот кај што сите сакаме нешто да промениме во домот, сакаме да ги организираме, да ги сместиме на друго место и сите оние зимски работи кои што повеќе не ни се потребни, но ајде да почнеме од реновирањето, односно како да се организираме, како да го организираме домот уште пред да почнеме со реновирање. Добро утро, Ивана, ти благодарам за поканата за оваа програма. Реновирањето само по себе е доста стресен период. Се обидуваме нели се да направиме што сакаме, што сме замислиле, но често пречка во остварување на самото тоа се всушност вишокот работи што ги имаме во домот. Затоа идеално би било кога при самото реновирање, на самиот почеток на реновирањето, ние би можеле успешно да го организираме домот на база на работите што веќе ги поседуваме. Значи, имаме ситуации кога луѓето се вселуваат во сосема нов дом без претходно да имаат искуство во живење сами и во тој случај малку можеби е по-лесно да се вселиш без да имаш соодветна организација. Но кога веќе си живеел во некаде сам или со семејството и сега одново треба да почнеш да го формираш тој нов дом, да го реновираш, дали е нов или стариот го реновираш, убаво би било кога веќе знаеш што сакаш, што не ти одговара, што ти сметало на претходното место на живење, што не би сакал да понесеш со себе во новиот дом, да успееш тоа на сам старт да го направиш. Тука всушност стапува Кансо на сила. Нудиме услуги за организација уште при самото реновирање, кога на база на скица, на база на некој почетен план и секако со земање во обзир на работите што ги имате и сакате да ги понесете со себе, да го организираме вашиот простор, па така без стрес и нервози да може да си се вселите во него. Да, стресен период е, дали вселувањето во нов дом, дали реновирањето уште повеќе мислам дека, затоа што сепак тука не се нели сите работи кои што имаме голем дел на вишок работи, сите кои што ги чуваме по дома, но како да се нели да се отргнеме од нив, како да се разделиме, затоа што навистина има работи кои што со години користиме, сепак ги чуваме нели за не дај Боже. Но што после реновирањето, нели тука настапува нели еден нов дом, свеж, ново, добро уредено, но како тука сега да се организираме? Што да зачуваме, што да фрлиме? Целата идеја кога се зборува за организацијата е нели да се ослободиме од се што не ни е потребно, од се што ни е вишок, се што ни тежи. Доколку успееме и се нафатиме на таа организација пред реновирањето, тогаш се лесно веќе не го селиме и нередот со нас и немаме тој товар не го носиме во новиот дом. Сега, нели, постои опции кога си се вселуваш во нов реновиран дом, кога веќе ги немаш земено во обзир тие работи. Тогаш работиме на база на тоа што го имаме, просторот кој го имаме, мебелот што сме го одбрале, начинот на организација на мебелот во тој дом како што сме одлучиле да ни биде. Во тој момент принципот на работа е како и во секој друг дом. Значи, доаѓаме, земаме во обзир со што си имаме работа, почнуваме со расчистување, најважниот чекор, и потоа организираме на база на потребите на клиентот. Секогаш, според мене, најдобро е да се работи на едноставност и минимизирање на вишок работи.
Значи, штом го минимизираме нередот, тогаш нема да имаме проблеми на било кое друго ниво на одржување на редот и слично. Секако, на помошни се организерите, кои што нели доколку има потреба ги вметнуваме. И како што кажав, идеално би било доколку тоа може да се направи во сам старт, но не е никаков проблем да се организира просторот и потоа. Секогаш јас ги оставам моите клиенти со еден куп совети за да може да си го одржуваат редот во домот. И мислам дека тоа е од голема помош при самата организација. Да, кои се Сањеве советите кои што им ги давате на клиентите? Вие ќе организирате или ќе направите една пријатна атмосфера каде што секој се знае или каде му е местото, но како после тоа да се одржува? Целта на организацијата е лесно одржување на дом. Значи, тоа е првиот совет што го давам кога размислуваме за организација. Значи, да целиме кон лесно да биде одржив редот. Првиот совет во однос на потоа нели за одржувањето се однесува на тоа дека се треба се враќа на место. Идејата е, кога кансо го организира вашиот дом, идејата е дека за се има место и се треба да има свое точно назначено место. Тоа всушност е идеален случај при организација пред реновирање, нели, бидејќи точно се фокусираме каде се треба да ни стои. Значи, со самото тоа што се си има свое место, лесно е се да се врати на свое место, бидејќи точно знаеме каде. Кога секој ден ние наместо да ги оставаме работите било каде, само си ги ставиме на соодветното назначено место, редот е неизбежно одржлив. 70% од нередот што би настанал во еден дом поради такви работи, кога нема доволно место за се што поседуваме и не знаеме каде да го ставиме, всушност го избегнуваме со самото тоа. Се останато, оние 30% се неизбежни поради секојдневното живење во домот, функционирањето и слично, но сепак кога, например, поминуваме барем 5 минути во денот да го расчистиме тој неред, мислам дека лесно може се да се стои на свое место и да си биде уредно организиран. Да, нередот често пати од работи кои што не ни се потребни и не ги користиме со години. Како еве, кои совети ти ќе ги препорачаш да се разделиме од овие работи кои што со години ги немаме употребено, а сепак ги чуваме се уште во нашиот дом? Во однос на тие работи, јас мислам дека фер е да се поделат во две категории. Едните се оние кои што навистина не ни требаат, одредени причини си ги чуваме, тоа веќе е нели индивидуално, а останатите се оние кои спаѓаат во меморабилија. Секогаш кај клиентите, кога одам, ги советувам сите тие работи за кои што не се сигурни да се ги стават на страна и тие ги разгледуваме на крај. Зошто? Затоа зашто при самото расчистување, моментот на ослободување од еден куп работи што реално не ни се потребни, всушност прави цела тежина од нас што имаме да едноставно да исчезне. И тогаш е многу лесно на крајот да работиме со работите што мислиме всушност дека ни се важни, а сме ги оставили и ги чуваме од една причина. Секогаш формираме значи таква меморабилија и тоа е неизбежно во еден дом и тоа не го сметам за неред, него баш бараме точна локација каде што луѓето ќе можат да си дојдат, се навратат на тоа и да го погледнат, да видат дали сакаат да го носат можеби после некое време или не. Како што кажав, клучно е се да се враќа на свое место, се да си има нели свое место, тоа е основното златно правило по кое што се водиме. Исто така, најважно можеби после тоа е прегледноста. Значи, се да си биде прегледно, се да си биде на дофат, затоа зашто кога не е прегледно не го користиме. И можеби нешто кое што најчесто се среќавам како ситуација, кое што го советувам, е да се водат според тоа да биде што полесно одржив редот во домот, наместо естетиката пред се. Бидејќи тие две меѓусебно не се исклучуваат. Баш напротив, естетиката доаѓа со самото тоа што веќе поставаш функционалност, прегледност, едноставност во домот, што функционира на база на твоите потреби. Кога го имаш тоа, неизбежно е да биде убаво и на изглед и убаво и за тебе, за душата и така. Сања, ти благодарам на одвоеното време и што несебично нели ги сподели овие совети кои што им ги даваш на твоите клиенти, сите оние кои што ти имаат контактирано нели со кансо уредување за да им помогнеш во организацијата на домот. Ти благодарам уште еднаш. Ти благодарам и тебе. Да, верувам дека овие совети кои што ни ги даде Сања од кансо уредување се ќе ги имаме нели во нашата меморија кога ќе дојде ред нели да реновираме или пак кога сакаме да направиме промена во домот, а секој тука и Сања можете да ја исконтактирате нели да ви помогне во организацијата на вашиот дом.
Ивана, ти благодарам многу на јавувањето, на вклучувањето, на секако на твојата соговорничка.